Сакам да ве потсетам дека Македонија е членка на Советот на Европа. И Македонија е посебна членка затоа што таа е една од земјите која што е под мониторинг. И двајца коизвестители од Советот на Европа доаѓаат 2 пати или 3 пати во годината во земјата за да видат како течат работите во однос на демократијата, човековите права, владењето на правото. И овие двајца известители се на функција со мандат од 5 години, така што наскоро повторно ќе дојдат тука. Ја имам честа да председавам со сите мисии на ПАЧЕ во последниве избори во вашата земја и во времето на политичката криза исто така. Вчера, кога бев на избирачките места, регионалните наблюдувачи рекоа, знаеме дека сте вие секогаш тука кога имаме избори. Тоа беше многу пријатно, затоа што оваа земја ми го допре срцето, а тоа значи исто така дека и како председавач или поранешен председавач на мониторинг комитетот на Советот на Европа, јас пред неколку години се занимавав со сите прашања поврзани со Македонија. Сега, вчера вечерта ги слушав првите изјави дадени во вашата земја. Ова е една од причините зашто сега сакам да ги кажам следниве зборови. Највисока и уникатна вредност е што го имате правото како граѓанин во демократска земја да излезете на избори или да не излезете да гласате. Тоа е право на секој граѓанин. И мораме да го почитуваме тоа што голем број од граѓаните на оваа земја вчера не гласаа. Од различни причини. Некои протестирале, некои следеле тајни или не тајни повици на бојкот. Меѓутоа не треба да заборавиме дека над половина милион луѓе од оваа земја го искористија своето право. И тие гласаа. И толку голем број луѓе работеа на избирачките места и дадоа се од себе. Значи мора да се почитува тоа што над половина милион луѓе го искористија своето право и не треба да се зборува само за оние кои своето право не го исползувале. Мислам дека е тоа многу важно, затоа што во сите наши земји ние апелираме до граѓаните, излезете да гласате. И што и да се случува во Македонија во иднина, наредните избори ќе дојдат. И оние кои што се одговорни повторно ќе повикуваат да се излезе на гласање. Па од тука, ако се свртиме кон иднината, мора да се покаже поголемо почитување кон оние кои гласаа. Второ, амбасадорот Питерсон зборуваше за тоа. Секогаш кога ќе се вратам во Скопје, имаме дискусија за избирачкиот список. Избирачкиот список е посебна тема, кога има референдум. Референдумот или консултативниот референдум, луѓето даваат верба на државата. Важно е да веруваат во избирачкиот список. И одново чувствував дека има недоверба во избирачкиот список. И сега има доволно време и се надевам дека владата и администрацијата ќе го исползува ова време да ги разјасни работите и да работи на избирачкиот список. Ова е мощне важно. Ако луѓето на улица зборуваат со наблюдувачите и изразуваат своја недоверба во избирачкиот список,
тогаш може да се зборува за секои избори. Меѓутоа, ако гласачите не веруваат во избирачкиот список, а тоа е најважната алатка на изборите, тогаш навистина можне скоро треба да се зафатите со ова и апелирам до оние кои што се за ова надлежни и одговорни. Зафатете се и навистина фокусирајте се на избирачкиот список, затоа што сме сигурни и знаеме дека ќе дојдат наредните избори, а на наредните избори не треба да ги имаме овие дискусии. Второ, ви реков дека бев тука председавајќи со наблюдувачки мисии на Паче и сите мисии, специјални и изборни мисии во изминатите години, може да го подвлечам оно што го кажа амбасадорот Питерсен. Никогаш немав чувство дека изборниот ден беше толку мирен, толку спокоен во вашата земја. Исто така и на избирачките места. Немаше немир. Целото обкружување, луѓето разговараа со нас. Се разбира, се интересирани се за ова. Ја прашувам комисијата, имате ли чувство дека луѓето знаат зошто гласаат, зошто доаѓаат да гласаат? И понекогаш и директно ги прашувам луѓето, зошто дојдовте денес да гласате? И тие ми рекоа, сакаме да изразиме дека сме за прашањето кое што владата ни го има поставено. Да си го искажеме своето мислење. Ова е нешто што дава надеж. Надеж во општеството, надеж во демократијата, надеж во создавањето на држава за иднина. И на тој начин се надевам одново дека оние над половина милион нема да им се ускрати довербата, почитувањето кое го заслужија.